Разговараме со поетесата Марина Шокева од Охрид, која што всушност е и двигател на многу културни настани во нејзиниот град и во околината, благодарејќи на Креативна верига, едно здружение кое што функционира веќе неколку години. Марина, добре дојде, драго ми е што имаме можност да поразговараме за најновата иницијатива на Креативна верига. Добар ден, Сузана, благодарам на поканата, драго ми е што сум ваша гостинка. Распишавте конкурс за најдобра песна за деца во чест на писателот Тоде Илиевски, кој за жал не напушти пред една година. Како дојдовте на идеја да се слави на овој начин делото на поетот Илиевски? Да, ние сите дели во Охрид и се познававме со него и бевме блиски пријатели со него. Самиот Тоде има оставено длабока трага во културниот живот на Македонија, не само на Охрид. Значи, тој е признан поет, исто така е, морам да нагласам од светски ранг, енигматичар, но ние некако сметаме дека него доби она заслужено признание како поет за деца. А Тоде Илиевски беше исклучителен поет за деца. Не знам дали тоа се должи на неговата природа и некое дете што постојано во него живееше и се радуваше, макар и на тие години. Тој навистина умееше да најде соодветна мерка, начин, теми, поуки и самиот јазик да го прилагоди да биде пристапен и интересен за децата да го читаат, што мислам дека не е честа појава, не знам за во светот, но ама и кај нас сигурно. Значи, добар поет, сега да не мудрува многу, ама добар поет во никој случај не значи и добар поет за деца. А Тоде Илиевски беше тоа. И ние сите на некој начин како да се почувствувавме дека сме му должни, освен што бевме пријатели и негови должници, тој беше како некој гуру кој што не собираше, не поддржуваше, не поучуваше. Секогаш беше тука за нас, секоја иницијатива што ќе ја имавме ја подкрепуваше и сакавме на некој начин да го одржиме споменот за него и сметавме дека можда ова е најсоодветен начин. Баш преку таа поезија за деца која што кој ја прочитал или читал бар нешто знае колку е навистина исклучителна. Марина, кажете ми, каков е конкурсот? Рековме дека треба да се стави акцент на неговото творештво за деца. Кој се може да учествува на овој конкурс? До кога е отворен? Каде може да се испраќаат творбите? Да, тоа се го има на самиот повик. Значи, може секој возрастен. Значи, нагласено е дека е тоа поезија за деца, а не од деца за деца. На мејлот на Креативна верига, Така. и мислам дека беше негде до 21 или 22 февруари, пишува точно. Значи, секој во Македонија има право да учествува, дури од околните земји, ако некако дојде до нив, доколку е преведена и на македонски јазик, предпоставувам дека би дошле во предвид. Така. Значи, не е тоа ограничен. Така, има веќе одредено Да? жири комисија која што ќе ја направи селекцијата на најдобрите творби, но и награди, што е навистина реткост. Тешко има средства, буџет за парични награди за вакви конкурси. Кој ве поддржа овој пат? Па искрено, овој пат се поддржавме самите себе си. Ние сме буквално група ентузијасти кои што работиме за да направиме нешто што и нама и на другите би им се допаѓало. Од нашиот така наречен буџет, колку и да е скромен, од нашите хонорари или што сме ги добиле, сме одвоиле ние членовите на верига и на тој начин буквално за само финансирање успеавме да дојдеме до некои пристојни награди, што не значи дека во иднина не би биле поддржани од општината. Што не значи дека и сега допрва ако се понудат, секако ние не би ги одбиле.
Ама овој пат така испадна и да, ние самите се финансираме затоа што сакавме да направиме нешто сериозно и достоинствено. Исто бевме внимателни и кон изборот на членови за жири, значи луѓе кои што имаат искуство со детска поезија, да го кажеле на некој начин, и да не се од редовите на верига, се разбира, за сите тие можни шпекулации, калкулации да Така, се избришат. така. И А, името на членовите на жирито се исто така објавени јавно. Имате ли планови, некоја визија, како понатаму би се организирал овој конкурс? Сакате ли да добие еден призвук на традиционален, нешто што би останало како еден вид аманет за чествување на творештвото и животот на поетот и автор Тоде Илиевски? Да, секако, нашата цел е ова да се одвива на годишно ниво. Значи ќе продолжиме здравје, нели секој пат ние викаме здравје, но сме со цел и намера да продолжиме со овој конкурс на ваков начин, секоја година за неговиот роден ден, да се доделува наградата Тоде за детска поезија. Сега сигурно дека идеите, знаете самите, ќе си се јавуваат со тек на време. Може би во иднина да биде тој збирка на поезија за деца, не е исклучено, може би да и на пошироко ниво, зависи ако добиеме поддршка од општината или министерството. Тој имаше многу своји пријатели, ама искрени пријатели, квалитетни поети од просторите на цела бивша држава Југославија. Би можеле да поканиме можда и некој гостин, да евоцираме спомени, како и да е, ние се ќе направиме да го одржиме тој негов спомен, неговото име и дело, на еден достоинствен начин. Така. Велите дека имате чувство дека малку е направено во Македонија за поетот Тоде Илиевски, меѓутоа сметате ли дека и можеби литературата за деца е на некој начин на маргините за разлика од останатиот вид литература? Па јас ето како некој што работи во просвета, мислам дека да. Значи гледам дека се прават напори, конкурси, меѓутоа не знам колку сериозно се пристапува и кој всушност би требало сега баш тука нешто да направи, да е то посериозно сватено. И сега ќе кажам само како констатација, не дека е некоја критика, нели, и сватено, и сработено. Значи, стварно, поезијата за деца не е лесно да се пишува. Секој може да напише, мислејќи дека треба да е, не знам, на пониско ниво или... Ама јас и како некој што работи во училиште, иако не работам во нижите, не предавам англиски јазик, меѓутоа сум во контакт со колешките, на вистина поезијата за деца не знам дали е сериозно сватена и од некои автори наши или странски, зависи, или самиот избор што се прави, не е баш на она ниво на кое што би требало да биде. Да ги заинтересира, да ги заинтригира, да е лесна, приемчива, а сепак да кажува многу и да е пристапна на јазикот и разумот на децата. Значи, не секој пат е таа соодветна за возраста и уште од мали нозе може да им се створи одбивност, отпор, наместо да ја засакаат. Мислам дека од поезијата на Тоде така може доста и да се научи, на вистина, и затоа баш како за деца сакавме да биде, поезија за деца. Апсолутно. Креативна верига е здружение кое се обидува да даде еден нов импулс на културата во Охрид и околината. Со какви предизвици се соочувате во овој, би рекла, еден сизифовски потпат? Дали имате многу проблеми при функционирањето, при реализирањето на проектите? Од каде ја црпите енергијата за да го правите ова што го правите? Па сега предизвиците не се ништо поспецифични отколку на било кое здружение кое што почнало да се бави со таа дејност. Секако енергијата ја црпиме буквално во нашиот ентузијазам и желба да се направи нешто и малку да се децентрализира културата. Ние што сме во внатрешноста, ја чувствуваме таа маргинализираност, можам да речам, или потешко е некако да се приде до тие настани, кругови, информации пред се. И со кои предизвици, па да, знаете, прво беше
предизвик да се најде едно јадро на луѓе кои што би сакале и кои што би уживале да одвојат дел од своето слободно време да прават нешто вакво. Чисто од љубов, а не за профит. Точно да ги поставиме критериумите според кои што би работеле, значи да не сгрешиме, да се разлучи квалитет од неквалитет, да се формира публика соодветна од сите возрасти, значи и постари, но и помлада публика, да се приде на прав начин, да се најдат соработници, за тоа, ете, секој пат на сите што сме се обратиле, со задоволство соработувале со нас, ама на почетокот, да, тоа све требаше да се осмисли, да се направи и многу пати да одиш или лево-десно малку од планот што си го трасирал за да стигнеш до целта, така да оглавном тие предизвици со кои што секој се соочува. Да, и крајно да го најдеме своето место во тој свет Успевате на ли во некаква тоа? култура. Чувствувате ли дека земате мало парче, мал дел од културниот колач во земјава? Па, ако станува збор за некаква сатисфакција и признаеност, можам да речам дека да, не сме игнорирани, добивме голема поддршка од многу културни работници, ајде така да ги наречам. Така? Поддршка, пофалби, помош, кај што треба совети, така што да, малу по малу, мислам дека го наоѓаме и своето место и јас сум исто така благодарна на сета соработка и на членовите на Верига и на сите отстрана што навистина со радост не поддржаа. Да. Многу се важни младите во ваквите иницијативи, во продолжувањето на мисијата која што ја започнува едно здружение, вклучително и Креативна Верига. Каков е интересот на младите во Охрид да бидат дел од овие настани? Успевате ли да ги мотивирате или пак има мотивирани младинци кои што сами пристапуваат? Тоа е нешто на кое што треба малку повеќе да се потрудиме да го постигнеме. Ние имаме отворени врати и пружена рака и во последно време почнуваме така да комуницираме и со некои здруженија на млади кои што си постојат независно од Верига. Еве имаме на Касарна Хаб, каде што се случуваат разни младински настани, така што тоа е нешто што од секој пат ни било една од целите и полека, не можам да речам дека многу брзо и лесно, веројатно со младите и така треба, малку да ги мотивираш повеќе, може да се понедоверливи, и пополека почнуваме да остваруваме некои контакти кои што веруваме дека ќе се реализираат во иднина повеќе и повидливо. Иначе имаме ние во нашите редови повозрастни и помлади луѓе. Значи тоа е едно од нашите мота да има простор за секој и од внатрешноста, и од главниот град, и од помладите, ама и од постарите луѓе кои што творат, работат, затоа што знаете многу настани се креирани за млади, за поддршка за млади, што е одлично, ама оние некои луѓе што се така во некоја средна возраст, и ним треба, ако се некои докажани, ама треба да им се отдаде почит, така, и место да им простор. Така ние баш се трудиме да сме некако израмнети, барем тоа е една од нашите цели. Да. Навистина станавте гласни, особено преку електронското списание за литература кое што се издава, има навистина добар одзив во државата. Сметате ли дека е дојдено времето на електронската литература? Мислам дека тоа време, да, одамна е дојдено, дека постои и ние тоа не можеме да го негираме. Секако дека има предности, сигурно има и некои недостатоци. Јас не сум поборник дека се треба да е електронско и дека е завршено времето на печатените медиуми, книги, литература и воопшто. Значи, јас сум таа генерација која што додека не ми замириса книгата и вака да не ја фатам в раце, не ја доживувам така. Ама мислам дека има простор и место и причина и за едното и за другото. Дали е времето дојдено? Дојдено е одамна. Постојат, да, не можеме да го негираме. Дали треба да ги нема печатените медиуми литература? Секако дека не сметам, барем јас. Не. Тоа се две работи што постојат паралелно и што, како
телевизија и радио, телевизија и кино или театар и не знам, така што се си има причина и место каде кое треба да биде употребено, искористено. Така. Кои беа предностите за вас лично, како активисти, како културни работници и автори, да го стартувате ова електронско списание? Што сметавте дека ќе добиете и што добивте преку него? А да, прво финансиски, секако секој тргнува Така. тоа требало или не, е многу поисплатливо во секој случај, значи. Самото то поставување на нетот не си толку ограничен со број на страници, дали ќе испаднат 2 плюс, 2 помалку, повеќе, значи тука нема некој притисок, не ни треба спонзори да се печатат. Исто така до пристапноста до нив. Значи не е лесно ти да испечатиш едно било какво дело некаде и после да го дистрибуираш низ Македонија или поширок. А сега секој еден што сака може да си го спушти, исто така би рекла бесплатно, што исто во денешно време е многу важно, и да го има. И да го сподели на други луѓе и надвор од земјата, ако некој го интересира. Значи таа олеснета е многу е поолеснето комуникацијата преку тоа списание и да се сподели, и да се издаде, и да се дојде до него. Така. Има ли Исто така, ете, да, се извинувам, сме имале многу пати кога некој автор се представил со песна и видео во самото списание, значи може да се види и да се слушне и да се прочита, така да има некои предности кои нуди можност за мултимедијален пристап во презентирањето, така. Одлично. Така. Има ли поддршка од општината за Сдруженијата за култура и дали досега сте се обиделе, например, да конкурирате и во Министерството за култура? Знаеме дека честопати Сдруженијата од внатрешноста, кои што и немаат долга традиција, најтешко доаѓаат до финансиски средства за реализација на станите. И токму тоа, нели, таа е потребата за децентрализација на културата. Со што се соочувате вие? Како проблем, како предизвик? Да, за списанието не можам да речам дека не сме добиле поддршка. Добивме финансиска поддршка од Министерството. Се тоа секоја година треба да се конкурира, ќе видиме како ќе е во иднина. Во општината не сме се баш обратиле, но последен пат кога имаа доста разбирање и веруваме дека би ни излегле во пресред, значи. Но се надеваме на поедноставување на тие аплицирања. Значи, ние сме имале и проекти кои што не биле прифатени, токму ради таа комплицираност при пополнување и аплицирање за одредени средства. И исто се надеваме на некоја поголема пристапност, транспарентност при доаѓање до одредени фондации кои што работат со култура. Значи, тука е стварно малку потешко да се пристапи, веројатно за некого е, за некого не е, ама и таа комплицираност која што многу пати може да се употреби како аргумент дека нештото не може да биде прифатено и финансирано, ради тоа што во апликацијата, не знам, 0,5% фалеле ради ова или она, знаеме сите како оди тоа. Така да, значи пак ќе речам, ништо специјално повеќе или помалку колку и сите здруженија. Некој пат ќе добиеш поддршка, некој пат нема да добиеш, ама да, тешко се доаѓа до тие фондови, фондации, а знаеме дека па и да направиш нешто вистина квалитетно, треба средства. Така е, културата не е бесплатна. Не, за жал е, дури некој пат и некој како луксус ја третира и а не треба да биде така, но нели во денешно време кога се крати, најмногу се кратат и прво се кратат средствата за културата и за проектите кои што треба да се реализираат. Да. Имате ли агенда на активности и во една ваква ситуација кога никогаш не знаеме со колку средства може да се располага и што би можеле да реализираме во дадениот период? Имате ли активности што сепак ги планирате и сакате да ги реализирате покрај овој настан посветен на Тоде Илиевски? Каде ќе ве носи креативната верига оваа година? Да, секако. Прво, најблиску што ни е планирано во март, месецот на жената,
веќе трета година со ред ќе се одржи една прикладна дебата на одредена тема. Уште не сме сигурни како ќе биде, но ќе биде нешто во врска со поврзано со женските проблеми секојдневија, или жената во литературата, некој лик или ликови од женската литература што третираат одреден реален проблем. Значи, гледате, ние некој пат правиме и настани каде што стварно можда и не се потребни премногу средства, а и ние сме си така ентузијасти, па колку можеме сами да се финансираме. Значи, тоа е нешто најбрзо го планираме, нема да биде баш за 8 март, на денот, ама ќе биде во текот на месецот март, како месец на жената. Минатата година имавме еден многу успешен и симпатичен, да наречам, поетски настан Перивлепта на Зајдисонце. Перивлепта е црквата Свети Богородица Перивлепта, која што се наоѓа на Калето во Охрид. Беше многу убав настан, така да веројатно ќе го повториме. Сега, мислам, тоа исто така беше ентузијастички. Луѓе што беа дојдени во Охрид или што би сакале или што се нашле во моментот, освен ние охриѓаните, се собравме и направивме убав настан. Не се убаво би било да можеме и да поканиме луѓе малку и надвор од Охрид и да ги мотивираме да дојдат, некако да им помогнеме, нели, да дојдат, да една вечер да останат. Но секако дека тоа планираме да го направиме вака или така. Веќе е при крај и секој момент треба да излези 6-тиот број на Елит. И здравје веќе да почнеме, бидејќи 2 пати годишно излегува, после мал одмор да го спремаме и 7-миот број на Елит. Тоа е оно што вака сега ad hoc би ми текнало. Тие се работи што сигурно ги планираме. А за се друго ќе бидете известени, мислам, ние ќе се изрекламираме, ќе објавиме, да. Тоа ќе биде. Имате доста активности планирано, покрај тоа што професионално работите како просветен работник, како професор по англиски јазик и како културен работник во своето слободно време, вие сте и автор. Останува ли слободно време доволно за работа на вашите авторски проекти и што правите во моментов? Да. Па, наоѓам време, секако дека го наоѓам, затоа некако морам да си најдам време. Не е секој пат време и место. Значи, тоа треба малку и порив и момент, ама кога ќе го почувствувам моментот, ете така, можам и да се повлечам и да поработам. Пишувањето секако, мислам, е она што го правам. Јас пишувам поезија. Пишувајќи вака или така, се подготвува полека и следната збирка. Таа сигурно нема да е сега многу наскоро, нема да е за неколку месеци, ама се работи на тоа. И имам така некои идеи во главата за некои можни соработки, кои што многу би сакала да ги имам вака соработки со колеги, нешто заедничко убаво да се направи, таа размена на енергии, на идеи. Разговарам со некои колешки, дали ќе се оствари, дали не, ама јас сум оптимиста и ако стварното добие некаков облик како што би сакала, јас обавезно ќе ве обавестам. Так. Ти благодарам многу за овој убав разговор. Се надеваме дека информациите ќе се прошират на секаде за вашиот конкурс. Пред се, па ќе имате многу учесници од овој регион кои што ја гледаат телевизија ВИС. И Марина, искрено ве очекуваме во Струмица со вашата следна книга поезија, да може да ве слушнат и струмичани и љубителите на пишаниот збор. Да, благодарам. Јас секако го имам тоа вака во некој план. Струмица сум била неколку пати, имате прекрасни настани, имате на вистина прекрасни поети и писатели општо, па дури и ликовни уметници, стварно сте богат крај со култура. Когаш и да дојдам, јас си одам со прекрасни спомени од Струмица, ми еден од омилените градови. Само здравје, следната збирка ќе се договориме, на радост срце би дошла во Струмица. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш и со радост ве очекуваме. Благодарам, Сузана.